Следува програма наменета за целата публика. Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте во неновото издание на емисијата Тип 102. Прв пролетен ден и специјално за сите оние кои што милува да гледат оваа емисија, специјални изненадувања. Ексклузивни гости ќе имаме двајца, ќе тераме по оној терк, по оној редослед со типување во вториот дел во она капче џаро тип. Ексклузивен гостин ќе ни биде Велибор Џаровски Џаров. Во првиот дел тоа ќе биде Јованче Пилешков, комесар на третата фудбалска лига Исток, а воедно и во функција на секретар на Општинскиот фудбалски сојуз. Значи специјално за првиот пролетен ден, двајца ексклузивни гости Јованче Пилешков и Велибор Џаровски Џаров во живо со нивните парови, со нивните предлози кои што ќе бидат како еден дополнителен стимул или мотив за она да дојдеме заеднички до добивка. Сите оние кои што милуваат да играат, да типуваат, ќе имаат ексклузивна можност и те како да гледат кои парови, кои двојки ќе ги понудиме, а секако во вториот дел ексклузивно, еве по трети пат во живо во студиото на Ирис телевизија, лично ќе го видите Велибор Џаровски Џаров со негови изненадувања, со негови препораки и се она што се вели можеби изненадување. Значи, во првиот дел ќе видите тоа, основно запознавање со паровите и со типовите, разговор со гостино за неговата кариера, спортска се разбира. Во вториот дел Велибор Џаровски Џаров на крајот со јавување во живо на сите оние наши гледачи од целиот добар стар Исток за давање прогноза, било каков резултат, дали точен резултат, дали единица, гол, 3+, за надпреверот Ел Класико, Барселона, Реал Мадрид. Значи тоа ќе биде основното мото на оваа емисија во која што ќе можете и вие во живо да се јувате од Штип во целиот добар стар Исток во текот на емисијата. Значи тоа е она што се однесува до карактерот на емисијата. Во следниот дел предлагам сега да одиме со краток джингл и запознавање со основните податоци за тоа кои беа добитници од минатата емисија и што ќе следува понатаму. На почетокот на овој дел да кажеме збор два за она кои беа добитници, а пред тоа сакам да ги поздравам дечките и девојките во облажувниците на Вилхил. Ова е најновото издание на билтенот во кој што ќе ги најдете сите оние содржини кои што се неопходни за еден спортски викенд. Овде се сите оние податоци за она најважна споредна работа на светот фудбалот, па се до она професионална кошаркарска американска НБА лига. Основно мото, основно лого на овој билтен, а воедно и во преходниот па и во идниот период е понудата секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Тикет со 6 надпревари следува бонус од 5%, со 7 надпревари бонус од 10%, 8 надпревари бонус 15%, тикет со 9 надпревари бонус 20%, тикет со 10 надпревари бонус од 25%, со 11 надпревари бонус 30%, со 12 надпревари бонус од 35%, со тикет со 13 надпревари бонус од 40, со 14 45 и тикет со 15 надпревари, за него следува бонус од 50%. Поздрав, реков уште еднаш до дечките и девојките кои што се на своите работни места, нестрпливо ги очекуваат вашите уплати и заеднички да се дојде до добивка. Ова е 23-то издание на емисијата во кое што вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари. Уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил, обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил, спортскиот свет вие како на дланка ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложовници Вилхил во секој катче на Македонија, особено во источниот регион. Реков во
овој билтен се содржани сите оние спортски надпревари кои што нудат добивка. Еве го и списокот со оние добитници од минатата недел кои што по било кој основ недознане не разбрали, бидејќи на интернет страницата на Ирис телевизија ние веднаш во понеделникот ги ставаме списоците да се проверат добитниците. Значи добитници од Вил Хил во минатата 22 емисија беа Шефки Салиов од Виница, Стојан Мицевски од Пробиштип, Дарко Николов од Штип, Сузана Павлова од Штип, Ивана Стојкова од Штип. Додека пак добитници на талон во вредност од 50 денари од Зегин се Горан Наков Штип, Антонио Мицевски Пробиштип и Драган Трајановски од Делчево. Ке повторам уште еднаш, добитници од Вил Хил, Шефки Салио Виница, Стојан Мицевски Пробиштип, Дарко Николов Штип, Сузана Павлова Штип, Ивана Стојкова Штип. Додека пак добитници на бесплатен талон од Зегин се Горан Наков Штип, Антонио Мицевски Пробиштип, Драган Трајановски Делчево. Нека ми е со среќа, ако не направиле нешто досега, да уплатиле. Има време денес, утре, недела да отидат да се уплатат во облажилници на Вил Хил, да си уплатат талон во вредност од 50 денари. Нека им е со среќа. За денес очекуваме нови јавувања, стандарден телефон на нашата редакција, веќе два телефони, 612-313, 612-314, повикувачки број за Штип 032. Овде некаде завршуваме со овој дел. Предлагам на режијата да одиме со джингл, со реклами и веднаш со првиот денешен ексклузивен гостин Јован Чепилешков. Останете покрај малите екрани, бидејќи во вториот дел следува и вториот ексклузивен гостин Велибор Џаровски Џаро. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој капче на Македонија. Пица ресторан Сае. Тајната е во вештините на угостителскиот еснав, вистината во гурманското чувство на гостите. Идеално место за дружба со најблиските или деловните партнери. Организирање на прослави во незаборавен амбиент, прекрасна атмосфера и перфектна услуга. Пица ресторан Сае, во срцето на Горно Мало. Резервации и нарачки на телефон 384 698 или на мобилен 078 240 532. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој капче на Македонија.
Реков во најавата, драги гледачи, ќе имаме ексклузивен гост во денешното 23-то издание на емисијата Тип 102. Тоа е Јованче Пилешков, Реков, комесар на третата фудбалска лига Исток, воедно и секретар на Општинскиот фудбалски сојуз. Добар ден, добро дојде. Добар ден, најдобро поздрав до сите гледачи на Ирис телевизија и до сите облажувачи. Плюс да кажеме дека некогашен фудбалер на Брегалница и на ред други екипи. Кога сме ке тоа, еве, накратко, вообичаено за гледачите, лична карта, личен опис на Јованче Пилешков, поттекло од Брегалница, меѓутоа дали во првите деништа на младоста имаше некои други предиспозиции или фудбалот е напреден цела кариера? Цела кариера е фудбал и остануваме до крајот на животот со фудбалот. Каде беа почетоците? Во далечната 1977 година како пионер на Брегалница, под раководство на наставникот Боро Пандев, на асфалтното игралиште на градскиот стадион на Влезот, сега го веќе не постои тоа игралиште. Таму имаше и кошеви и одбојки. И раковното игралиште беше тоа. Таму беа првите почетоци и така со него почнавме во пионерските години, па кадети и до младинци стасме до Брегалница. Потоа фудбалскиот пат ме води во третата лига или Брегалнички фудбалски регион во Напредок Пехчево, тоа е родното место на мојот татко. Таму бев во сениори, до сениори во Напредок Пехчево, доста години, може 5-6 години. Потоа во Малеш Берово. Кога сме кај Напредок, ќе ми простиш и Малеш Берово, таму од редовите на работики на Брегалница отиде еден фудбалер Кишишев. Да. Дали, каде, што Нашо Кишишев, тоа ми беше и тренер во Напредок Пехчево, тој е уште жив и здрав, пензионер. Во Пехчево или? Во Пехчево. И минува пензионерските денови во Пехчево, таму значи, во тој неговата тогаш беше фамилија. тренер. Да. Како играч и како тренер остана во Напредок Пехчево, таму и вработување, и фамилија створи, и куќе, и сите тие работи. Да ти кажа, правија И се уште 30 е таму. години може би не сум го видел, а знам добар везен играч, Да, немаше некој висина, меѓутоа перфектен техничар и добар стучак. Потекнува од фудбалската школа на Брегалница и се уште е таму. Значи, после патот ме води во Малеш Берово на сезона, па во Брегалница Делчево, во Стара Македонска лига, тоа беше 1988-89 година. После осамостојувањето, створивме наша лига. Првата година бев до 1992-93 година во Брегалница, во мојот матичен клуб. Меѓутоа, за жал на сите љубители на фудбалот, тогаш Брегалница испадна од првата лига, колку се сеќаваме во тој нокаут надпревар во Кочани, што беше прекинат надпреварот. Тогаш бев јас во работите на Брегалница. Потоа, по испаѓањето на Брегалница, патот ме води во Пробиштип, исто во прва македонска фудбалска лига. Таму се задржав во фудбалскиот клуб Рудар Пробиштип. Се задржав добри 4,5 години. Тоа беше во прва фудбалска лига. Па Рудар финансиски не стоеше добро, почна да назадува се резултатите и јас на полусезоната отидов во втора лига во Јака Радовиш, тогаш се викаше клубот, кој се надпреваруваше во втората македонска фудбалска лига и тоа доста успешно. Таму поминав со колеги од Штип, исто бевме таму. 4,5 години таму се задржав. Секогаш амбициите му беа на клубот да влезе во погорна лига и секогаш постигнуваше добри резултати. Имаше и добри тренери во името на Ристо Божинов, поранешниот играч на Брегалница Ицето, во Радко Јанушев, така да постигнувавме завидни резултати и во Радовиш. Потоа од Радовиш Брегалница беше во тоа време во тешка ситуација спортска. Беше дури во третата лига, колку се сеќаме во тие периоди 95-6 година. На повик на професорот Мирко Наджаков, сите играчи што бевме во Радовиш и во околните градови, дојдовме на припомош на Брегалница да можеме да ја вратиме од трета лига во втора македонска фудбалска лига. Во тоа и успеавме. Тоа беше 2001-2002 година. Таа сезона сите ќе се седат спортски познавачи на Брегалница, фудбалски познавачи, дека во тој нокаут меч во Злетово, кој одлучуваше за да влеземе. Бев свидетел и јас меѓу околу 1000 и кусур штипјани, тоа беше вистински кариер, вистински празник. Такво нешто мислам дека многу години се нема случено, дури од како што паметат старите љубители на фудбал, Брегалница го има влегувано во втора југословенска фудбалска лига. Да, таква еуфорија. Оние каравани во Ѓорче Петов против екипата на 11 октомври, Карорма. Значи на Брегалници беше потребно еден бод и со тоа успеавме со нерешен резултат 0:0 да оствариме желбите на љубителите на фудбал во Штип,
Бергалница ја вративме во втора македонска фудбалска лига. Да. Тоа се незаборавни спомени во кои што реков и ќе повторам, беше вистински празник за фудбалот во Злетово против Злетовица, бидејќи во конкуренција колку се сеќам беше Рудар први тип и Брегалница. Бот беше доволен, надпреварот заврши 0:0. Хероски игра на целата игра, особено на голманот Александар Митрев Сантов. Така беше. Да. Имаше доста понуди, дојбев сигнал дека имаме телефон, режија, некој гледаче на линија. Ало? Добар ден. Не, Добар ден. повелете кој е на линија? На телефон е Горан Калафов. Горан Калофов. Калафов. Калафов. Како е Горане? Па, да речем одлично. Се знаеме од Штип. Да. Прогноза, прашање за гостиното или прогноза за надпреварот Барселона Реал Мадрид? Па вака, типа е кец-у-кец. Кец. Да. Значи, победа, воство, Победа за прво Барс. и победа на Барселона. Благодарам, Да. Горан, поздрав и со среќа. Прости, сега таков е карактерот на емисијата. Одиме понатаму. Дали беше тоа крај на кариерата против Злетовица или... Па не, после втора лига Брегалница створи доста помлада екипа, дојде за шеф на стручниот штаб. Важно, вие завршивте? Да, завршивме Останете? ние, да, втора лига, тоа беше голем успех. Брегалница ја вративме после толку години во трета лига, во втора лига. После дојдаа помлади сили, така да се отидов на една година во Злетовица и таа влезе во втора македонска фудбалска лига. Да, одигравме една сезона, финансиски слабо стоеше клубот, така да се откаже од натпреварувањето и веќе фудбалската кариера ми беше веќе на крај после долги години играње фудбал. Нов гледач е линија. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Шефки Салиов од Виница. Шефки, како е? Добре. Еден од најдобрите прогнозери. Ќе го заменеш Джаро, Шефки? Ќе го заменам. Тука е Джаро, да знаеш. Во вториот дел на емисијата ќе го видиме во живо. Барселона Реал Мадрид, прогноза? 2 до 3 гола второ полувреме. Чакай само да запишем, од Виница беше ти. Да, од Виница. Второ полувреме, 2 до 3 гола. 2 до 3 гола. Благодарам, Шефки, поздрав и со среќа. Пилешков, значи тука некаде е крајот на кариерата. Дали се обиде во тренерските води или? Не, во тренерските води не, и немам афинитет и немам желба тоа да биде. Така во Меѓутоа се уште си во органите. во органите телата на Фудбалската федерација, на Општинскиот фудбалски сојуз како секретар, горе во Фудбалската федерација на Македонија делегат на собрание и на надпревари како делегат. Малкумина знаат дека имаш друг афинитет. Ти си професионален музичар. Требаше да имаме можност да се кларинет или саксофон, што беше специјалност? Кларинет. Кларинет. Да. Еве, да спомним и нешто за тоа. Па да, и музиката ми е афинитет. Ошто од мали нози се бавам и со музика, со нижо музичко образование, стегнато, со средно, така да... Дали настапуваше некаде во некоја група Не, или се онака уште за своја задоволство? за своје задоволство си посвируваме, меѓутоа во градскиот дувачки оркестар сум член уште од мали нози, сега мал се во стагнирање тој оркестар, меѓутоа можеби подобро време ќе... Значи, додека бевте вие, постоеше овој градска блех музика, така да... Се уште постои, меѓутоа во мирување. Меѓутоа нема никаде. А би требало да се обнови. Па треба, мислам дека Ќе просто што имаме двајца гледачи на линија. Ало, добар ден. Ало, добар ден, од Кочани, Милодинов Парестанов се бува. Александар? Милодинов Парестанов од Кочани, поздрав до вашата емисија, до вашиот гостин. Милодинов. Добро, запиша Миладинов. Прогноза? Прогноза за мој Реал двојка и 3+. Двојка и 3+. Благодарам, поздрав и со среќа, Александар. На втората линија? Горан Наков на телефон. Горан Наков. Да. Горан Наков и тој е еден од подобрите прогнозери. Има грешка минатиот пат ја исправи, бе така ли е, Горан? Така е, така е. Значи тоа е моја немарност. Ти си бил меѓу првите јавувачи и скоро тројцата беа со точен одговор, меѓутоа еве ја исправи грешката, дето Дешава пишете. грешка, дешава се. Значи средено е тоа. Да, да. Горан, прогноза? Гол. Гол. Да. Благодарам, поздрав и со среќа.
Пилешков, рековме сега си во органите и тела на комесар за Третата фудбалска лига и секретар на Општинскиот фудбалски сојуз. Збор од вас за активностите во Третата фудбалска лига, кои екипи се таму, кои фигурират, како се односите со Фудбалската федерација на Македонија. Ми се чини дека пред некој месец имавте или пред почетокот на сезоната имавте она подарување на топки на сите оние екипи кои настапуваат во овие лиги. Еве, збор од вас за активностите на Третата фудбалска лига, а ми се чини дека и веќе утре стартува пролетниот дел. Утре точно на 22.3. со денот на пролета стартува и почетокот на пролетниот дел од Трета фудбалска лига Исток. Седиштето е во Штип, јас сум како комесар на таа лига. Лигата е прекрасна лига, ја формираат 12 клуба, тоа се се бивши македонски лигаши. Во името на Беласица и прволигаши. Беласица, Тиверија, Каменица, Саса, Осогово, тука бабите, наше баби, исто е лигаш 14 октомври од Крупиште. Напредок здравје. Напредок здравје Радов, исто квалитетна екипа. Така да од Радовиш. Од Радовиш Плачковица сега, не Јаковиќе, сега е Плачковица преминувана. Саса ја рековме, тоа се се Брегалница, Голок, Делчево, тоа се се клубови кои што биле некогаш во првата македонска фудбалска лига. Доста квалитетна лига. Условите се добри, така да сите 5 трети лиги што се во Македонија бројат по 12 клуба по реорганизацијата од Фудбалската федерација на Македонија, сократењето на лигите. Сега некои лигаши веќе постојни во лигата, кога беше со поголем број, не се веќе во лигата, меѓутоа во догledно време може да се вратат во таа лига. Како мина есенскиот дел? Дали имаше проблеми? Есенскиот дел мина безпрекорно, да. Со котизација, со уплата, дали беше се во... Котизацијата секој тече пред првенството, еви сега сите екипи уплатија котизација, така да може непречено првенството да почне. Имаше одлагање за да недел за неколку екипи. Неколку екипи не беа во склад со пропозициите, не беа уплатили котизацијата на време, така да човечки да се почека малце, мислам времето е такво, финанси сите клубови потешкоти имаат, така да една недела не значи ништо за почеток на Трета лига. Кои екипи фигурираат во врвот? Кои имаат шанси за оној бараж или за... Најголеми шанси за баражите имаат Беласица е прва со 27 бода, второ место е Плачковица Радовиш со 25 и трето место е Напредок здравје Радово со 24 бодови. Значи тие три екипи се најсериозни кандидати за баражите за влегување во втора македонска фудбалска лига. Нашите баби на кој место се? Бабите исто е квалитетна екипа, во 6-то место е сега моментално. За жал екипата на 14 октомври е последно место, меѓутоа има некои теоретски шанси да фати приклучок. Затоа што пред него, пред последно место е Слога Виница со 3 бодови. А колку екипи испаѓаат? Испаѓаат 2 екипи. Да, и 2 влегуваат од баражите. Може и 3 ако влезе и првакот во баражот. Имаме гледач на линија. Добар ден. Ако може уште еднаш името и презимето погласно. Ало. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, вашето име и презиме. Стојан Мицевски. Стојан Мицевски, Пробиштип. Да, Пробиштип. Повели. Прогноза. Од 1 до 4 гола. Од 1 до 4 гола. Чекай, ми се чини дека и ти беше добитник од минатата недела. Само да видам. Да, Стојан Мицевски, добитник си ти од минатата недела. И Антонио Мицевски. Благодарам, пријатно. Да. Благодарам, поздрав и со среќа. Стојан Мицевски, да забереш само први штип. Пилешков, околу Третата лига тоа. Вие сте секретар на Општинскиот фудбалски сојуз, каде што фигурира 9 или 10 екипи. Како е таму? Општинската фудбалска лига е исто една од најрегуларните лиги во Македонија, како Општинска фудбалска лига. Ја се учинуваат 10 екипи, од 4 од општина Карвинци и 6 екипи се од урбани заедници на општина Штип. Лигата исто така потече, есенскиот дел е одлично е завршено, прво место е Дузлак 2013 и други екипи имаат амбиции. Во баражите за пополнување на Трета фудбалска лига можеме да пријавиме 2 екипи од секоја општинска лига, така да шансите имаат неколку екипи за влегување во Трета фудбалска лига и од нашиот град.
Есенски дел немаше никакви Немаше проблеми. никакви проблеми. Пролете кога стартува? Пролет треба да стартува на 29 март, меѓутоа има потешкоти околу финансирањето на клубовите, котизацијата што треба да се даде, мислам дека треба да се регулира од страна на локалната самоуправа Штип. Општина Карбинци е веќе регулирана. Ако Ми се чини дека има одлука и од комисијата за спорт Одлуката, да, и на меѓутоа советот е усвоено, треба, а не мис- уште е уплатено. не е уште уплатено, мислам дека треба и тоа да се среди така да Па клубовите. мислам дека имаше одеќе соработка со комисијата за спорт, Да. со локалната самоуправа, чак што више локалната самоуправа на Штип е меѓу водечките во Македонија околу Финансирањето на спорт, популаризацијата, да. на овој најнисок ранки, мислам, Не се некои средства да не може да ги покрие локална самоуправа. значи Мислам Карбици има само да. во Штип не е. Карбинци за нивните екипи за 4-те има регулирано, сега треба нашата локална самоуправа за 6 екипи да регулира врската. Мислам дека ќе најдеме начин и сили да се Да, тоа да, веќе регулира. има одлука за тоа, јас Да, мислам. одлука Има и од има. комисијата и од совет. Сите клубови на време имат поднесено барање за добивање на котизација, таа е помината и на комисија за спорт и на совет. Мислам дека сега треба уште на финансии да биде. Имаме гледач. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Ну, гол. Кој е на линија? Ристов. Ристо Малечков. Гол. Гол. Да. Благодарам, поздрав и со среќа Ристе. Ристо Малечков во Штип. Пилешков, веќе времето не гази, да одиме со она што ни е основна задача, предлог за овој спортски викенд, екипите, одиме со табелата која е подготвена во режија прв пар или прва надпреварувача двојка, Ливерпул, Манчестер Юнајтед. Ова е интересна двојка затоа што се двата представника во Англија се едни од најквалитетните екипи, со тоа го покажуваат и во последните неколку кола дека во нагорна линија има формата на играчите. Мој тип е гол, затоа што и двете екипи имаат добри. Има добри играчи. напаѓачи, значи ќе има голови. Втора надпреварувача двојка, Ньюкасл, Арсенал. За овие два клуба исто така се квалитетни, меѓутоа по мене предност даваме на Арсенал, затоа што Арсенал во последно време игра се подобро и подобро, тоа го покажува и последниот надпревар со Монако. Така да мислам дека двојка ќе биде ова. Победа со 2-0, меѓутоа дома загубија 3-1, што ќе рече она неправда, гол во гости. Гол во гости, гол не се Монако во Мисля, че четвртфинал. дека тоа правило треба се менува. Па може би. Имаше некои најави еве за повредите. Екипата штетена. Фолираниот играч чека на знак од судијата да влезе, додека оној што го прави фаул влегува. Може ли да се коригира тоа, дали разговарате во органите телата? Додека е повредениот играч вон теренот, треба и оној што го прави фаул да биде надвор. Обича тогаш паѓаат голови. Па тие пропозиции и правилници ги носи УЕФА, така да сето тоа што ќе се донесе горе, сите членки на УЕФА, на Европската куќа на фудбалот, треба да го прифатат. Значи, целата пропозициите што ќе дојдат од таму и Тие мора да се ги два прифатиме. интересни моменти, значи фаулот и повредениот и оној играч што направи фаул треба да се надвор заедно да влезат. Да бидат равноправни екипи и плюс ово гол во гости. Предлог има, ќе видиме, значи тоа органите ќе го кажат. Трета двојка, Шалке 04, Бајер Леверкузен, германска Бундеслига. Да, германска Бундеслига, два квалитетни противника, тоа го покажуваат и во Лига Шампиони. Значи, мој тип е единица, давам предност на Шалке 04. Четврта двојка, Бајер Минхен, Борусија Менхенгладбах. Значи, исто така, Бајер Минхен е една од најдобрите неевропски и светски екипи. Со Борусија Менхенгладбах е негова предност. Мој тип е 1 и плюс и 3 плюс. Кец и 3 плюс. Да. Пета двојка, Вијареал, Севиља, шпанска премиера дивизија. Овие два клуба се среќаваат неколку пати во последно време во Лига на Европа. Да, последниот например исто беше така на еден повисок ниво со малци и грубости. Тука сега тие се преморени екипи две од Лига на Европа. Мој тип е X. X, нерешено. Шеста двојка, Национал Порто, Португалска лига. Португалска лига, Порто го знаеме кој во Лига Шампиони игра, доста квалитетни надпревари дава. Национал е така еден просечен клуб од Португалската прва лига. Предност даваме на Порто 2. Двојка. Сент-Етиен, Лил, Француска лига. И на самата табела се гледа дека Сент-Етиен е поквалитетен тим од Лил. Порано и Лил беше добра екипа, меѓутоа сега е малце во криза фудбалска, така да Сент-Етиен предност единица. Единица.
Ленс, Олимпик Марсеј, исто така Франција. Да, Олимпик Марсеј исто така квалитетен лигаш од Франција. Има амбиции да биде и прв, предност на Олимпик двојка. Самдорија Интер. Самдорија Интер, да, Серија А. знаеме кој ги води двата клуба, доста квалитетни тренери имаат. Самдорија Некогаш беа заедно се да. против Манчини и Михайловиќ ми се да, чини. така, Михайловиќ, Самдорија доста квалитетна и иде се во подобра нагорна линија во лигата. И мислам дека ќе биде единица ова. Единица. И последната двојка Милан Каљари. Милан Каљари, Милан фудбалски не му цветаат рози, меѓутоа Милан е Милан, Каљари е во незавидна ситуација. На Милан му треба и како победа. Има најава и за бојкот од неговите навивачи поради слабите резултати, така да мислам дека Милан мора да победи единица. Чисто. Останува твоја прогноза и за Галактико, дерби над преворот во шпанската премиера дивизија, Барселона Реал. Барселона Реал Мадрид би типувал со точен резултат 2:1 за Барселона. 2:1 точен резултат за Барселона. Пилешков, еве да ги повторим уште еднаш, ако поготвено во режијата, може би некој задоцнил со. Значи имаме Ливерпул, Манчестер Юнайтед гол, Ньюкасл Арсенал тип 2, Шалке 04, Бајер Леверкузен тип 1, Бајер Михен, Борусија Мехегалбах, Кец и 3+, Вилјареал Севилја X, Национал Порто 2, Сент Етиен Лил тип 1, Ленс Марсеј 2, Самдори Интер тип 1 и Милан Каљари тип 1. И оној наш пар, Барселона Реал Мадрид, точен резултат 2:1. Сосема за крај, што очекуваш од ова сезона во пролетниот дел, во третата фудбалска лига, во општинската фудбалска лига, каде што си, еве, првиот човек? Значи, очекувањето се исто да продолжиме со исто темпо и како во есенскиот дел, да нема, значи, не прекини, да нема грубости во лигата, нерегуларности, да. Нерегуларности, значи да протече се во најдобар ред. Фудбалски кој е најдобар да биде прв, да влезе во баражите од општинска лига за бараж во трета лига, од третата лига да влезе во бараж за втора лига. Им посакуваме успех на сите лигаши. Некогаш во општинската фудбалска лига имаше доста проблеми. Откажи надпревари, дали се заврши на време? Сега е се на време, нема ни еден одложен надпревар, ни еден прекинат надпревар, така да општинската лига исто така со квалитет и со однос на играчите и на службените лица, значи има добар тренд на нагорна линија за подобрување. И тоа е добро за овие приградски населби или села, да ги наречем, бидејќи саботите и неделите живнува, се враќаат младите, барем да останат да спортуваат, да на малце покажат и тие нешто од фудбалското знаење. За Брегалница? Брегалница, наш клуб, ни лежи на сите на срце. Посакувам да Брегалница остане во првата фудбалска лига, тоа го заслужува не само Брегалница и Штип и цел исток е за Брегалница. Мислам дека во тоа ќе успееме, затоа што еве со резултатите покажуваме дека сме подобри од тие екипи што се пред нас конкурентите. Да. Јас ти благодарам, на брзане се договоривме и јас богатевме емисијата со твоето присуство. Се надам дека во скора иднина повторно ќе видиме. Благодарам и на вас. Да. Ова беше Јованче Пилешков, комесар за надпревари во третата фудбалска лига и секретар на Општинскиот фудбалски сојуз. Предлагам на режијата да одиме со џингл, реклами и веднаш вториот ексклузивен гостин Веливор Џаровски Џаро. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билдените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој капче на Македонија. Пица ресторан Сае. Тајната е во вештините на угостителскиот еснав, вистината во гурманското чувство на гостите. Идеално место за дружба со најблиските или деловните партнери. Организирање на прослави во незаборавен амбиент, прекрасна атмосфера и перфектна услуга. Пица ресторан Сае, во срцето на Горно Маало. Резервации и нарачки на телефон 384 698 или на мобилен 078 240 532. Спортисимо
Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој капче на Македонија. Реков во најавата, денеска е втор ексклузивен гости. Велам, добар ден, добре дојде на Велибор Џаровски Џаро. Браво. Има нека тајна веза? Има една тајна. Пред да почнеме со разговорот, предлагам едно изненадување за Џаровски од музички аспект, ако е подготвено во режијата. Да, денеска му е роѓен ден на Горан Бреговиќ, нашиот пријател голем. Ќе го проследиме заеднички. Ајде, нека почне весело. Еве ги пријателите. Јас сум Пушка, тука и Калашников, тука и Горан, тука и Џаро. Ќе кажеме после на гледачите зашто е ова. Дали доволно, Џаро? Одлично. Ова е специјален поздрав, бидејќи по трет пат си овде во емисијата Тип 102, која што еве, благодарејќи на нашите спонзори, благодарејќи на тебе, дојдовме до еден мал јубилеј, прекаравме 20 емисии, ова е 23-то издание, и имаме уште време, таму некаде до јули месец да ја тераме ова емисија. Од мене еве благодарност за твоето учество, бидејќи специјално катче има во оваа емисија, застапено е и се вика Џаро Тип. А музичкиот поздрав, ти ќе кажеш зашто беше. Па денеска му е роѓен ден на Горан Бреговиќ. 51 година е роден, па вие рачунете колку години има. Денеска му е роѓен ден. 63. Знам и ден на пролета е, а ги изгледа као да има 45. Да. Нити пуше, нити пие. Оркестар за погреби и свадби. Негова група. Да. Цела светска турнеја е сега. Стари пријатели, другари. Не другари, него многу добри. 15 години работевме нон-стоп заедно. Горан Бреговиќ, Биело дугме, сега оркестар за погреби и свадби. Минатиот пат кога беше овде Џаро, спомнуваше нешто дека ќе доаѓа и Здравко Чолич. Дали е помина терминот, јас не се сеќавам, него да ги подсетиме гледачите, дали постои веројатност да дојде? Не, Здравко Чолич ќе дојде 100%. Само е прашање да видиме, да не се поклопиме со Макфест, да видиме со Захариев кога е Макфест. Знам дека е јуни. Во мај месецини. Не, ја мислам дека е јуни. Во јуни. Од тоа зависи. Да. А пред или по Макфест? Па сега како ќе се договорите? Не е проблем. Генерален спонзор ќе биде Дегин, зашто и у Белград сега кога правевме концерти, на двата у арената Белградска Дегин беше спонзор.
Што вели, еве, вака кога се сретнувате со Горан Брегови, со Здравко Ќолич, те има доаѓаат тамо некаде 70-тите години, јас се сеќавам, млад дечко беше, меѓутоа во киното беше концерт и беше преполно. Дори и половината и народ и дечки, девојки стана надвор, пред киното. Не да ви кажам, Штип беше индустријски центар. Ја неќев да рескирам и еден концерт давав или на Македонка или на Стиба, а другиот за граѓанството. После тоа со Бреговиќ, со Дугме правевме на некој отворено игралиште тамо горе. Ракометно или какво игралиште беше? Тоа во Джексон изгледа. Да. Така беше, да, 100%. Значи варијантата постои Здравко Не, 100% ќе доја, ќе направиме голем, вие сепак верниот исток. Да. Убаво е тоа и за Штип да малку да живне, бидејќи некогаш големи гиганти беа и Македонка и Стиво, беа расположени да дојдат сите, има доваѓано тука Мише Ковач. Тереза Кесовија, Оливер Драгоевич, сите концерти. Јас се сеќавам 64 година во летото кино беа и групата Црвени корали со оној Карло Метикош, не Јосип Анисов. Не, Борис Бабаровиќ. Борис Бабаровиќ беше вокални солистар во пред него. А главен беше Мат Колинс, а тоа е Карло Метикош, да, умре он, покојниот е. Карло Метикош. Умре. Да. Се сеќавам поради тоа, бидејќи година дена пред тоа бев во Задар, но преку Македонка. Таму има концерт, еве, Борис Бабаровиќ беше во како млад перспектив, меѓутоа после стана вокални солист, Карло Метикош оде во соло пејач. Во Задар си бил? Во Задар, кога беа Џерџа, таа генерација, тоа е 64 година во Задар. Во Бивиње беше она населба, кај што беа... Или у Бивиње, или у Пријако, или у Дом Јана тогашен. Во Бивиње. Јазине не беше готово, или овако, или како се вика, или на стадион Задар. Да. И баш ми е тоа останало во сеќавање, значи таа година во Задар ги гледав, а после следната година во летното кино. Други популарни пејачи со кои се работуваше, кои били во Штип и дали имаат нешто создание за Штип, како бидејќи за Штип важи она популарно, шути, трпи и пати. Не, ја реков 100 пати сум рекол пак, Здравко Ќолич беше заљубен во една Штипјанка и требаше војска тука да служи. Секој 20 дена викаше, каче му Штип. Немој да викам, не чини да биде, да се понавljаш. Тука служише војска Соколовиќ и како беше на Раднички ниш, после Остојич, мистер Промашај. Да, не. Еве има слушнато спортисти кои служиле во она чета, белградска спортска. Спортска чета. Вика, доаѓа војник, али спортиста врвен. Добро. Изборот бајца, вие старешини, вика, види го овај квари ми војско, недисциплина. Шта да му радим? И онај други му вика, јас се извинувам на српски оригинал. Не, пак ти го. И другиот му вика, пошаља го у Штип. Значи, Штип башно како некои казало едилица. Да, ама Штип се рачуна и по друго нешто. Дека има најзгодни женски по број по глава на становник у државата. Тоа е проверено. Тоа тоа ми кажеле Црнокрак и ќерка ми кој е голем естраден новинар и овој и Лева Садбит. Значи има Штипјанки кај модното студио Црнокрак, сигурно. Па една требаше да мисли, ама ја упропастија, ја покрадаа. Најново што има околу спортскиот дел Џаровски, дали има уште некои неизвестности, првата лига тргне ти рече нешто за Брегалница, полека, но сигурно со игрите се враќа Брегалница. Меѓутоа има уште 4 кола од овој регуларен дел, потоа следува и бараш. Па многу имаме глуп систем на такмичење. Да. Поглуп систем е, најглупи системи на такмичење се Македонија и Холандија 2. Холандија 2 не се знае кој испаѓа. Ке ми простиш, имаме гледачи линија. Ало, добар ден. Добар ден. Ало? Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Драги, тука е Сузана Павлова. Повели Сузана? Ајде Сузана. Па, јас би типувала 2+. 2+. Благодарам. Што е 2+? 2+ конечен резултат. За кој? За Реал Барселона. Благодарам, Сузана, поздрав и се среќа. Драги, имаме уште една гледачка. Ајде, повели. Ало? Да? Повелете. Ајде. Ало? Да? За телефон Стојкова Ивана? Ивана Стојкова. Јас типувам Кец, Барселона да тепа. Благодарам, поздрав и со среќа. Ивана Стојкова, Кец, Сузана Павлова, 2+. Значи, Џаровски е полека, но сигурно и женскиот пол ги привлекуваме. Имаше специјални награди во она емисија
за 8 март. Значи, покрај оние што беа добитници, еве, заеднички со спонзорот на емисијата и со Зегин дадовме награди како Не, ќе даваме, сега ја донесов и нормално по еден промашај да има. Сега, ја и мојот драг пријател Коле Зиков од Кочани, направивме системи и ова на првите два гледачи ќе им дае, затоа што не може стално да играш, еве да ви кажам зашто. Еве, покушајте играјте без пари, 7 пара. Без пари кажете му на внук, на сестра, на брат, на другар, пиши ги овие парови. 6 недели поред, по 7 пара. Ево ќе видите по иста цена играјте, ќе фиксните, ќе видите дека ќе бидете у губитак. Што сакам со ова да кажам? Значи вака, играјте фиксни 4 пара и после тоа тражите услов. Ако тражите 2 од 5, тоа се 10 комбинации, значи можете за 20 денара. Ако тражите 3 од 5, исто така 10 комбинации. Ако сакате без фиксови да играте, да се плашите од тоа, играјте 2 од 10, ама ќе играте кецу 2, 2 у кец, 5 плюс, 7 плюс, 1 у x, 2 у x, коефициенти страховални, и 2 од 10 ќе погодите вајде. Значи, ја такви системи донесов овдека и тие системи ќе даеме на првите двојца што ќе се јават, ќе видите дека ќе ви и користат. Прошлата недела ја реков вака. У сабота беше емисијата, ја реков утре ќе има бомба. Ако ја кажев која ќе беше бомба, сега ќе свирев негде како клавир. Дали овдека, дали у соседство, не знам, али и бомбата искочи. Еве се, можеш у гроплан да ја ставиш, молим те. Дај, јас ќе... Не може, далеко ти е, немам, можеш. ЦСКА, не, Ботев, ЦСКА, Софија. Сега само да ја доближи камерата. Можеш. Уште малку ако може. Не, па земи го поблиску, нема веза. Нека, добро е. Значи, Ботев, ЦСКА, Софија, кет со хендикет, 4,40 коефициент, 2,0 искочи. Еве зашто. Навијачите на ЦСКА им запретија на играчите, ако дадат гол, дека ќе им искашат тие автомобили, куќи и прозори и ќе ги малтретираат, дури и молотови коктели ќе фрлаат. Они не смеева да дадат. А знаете зашто е тоа? Нив не им е важно ЦСКА да биде прва. Нека биде Лудогорец прв, само Левски да испадне. Тоа е толку голема омраза, као Барса и Реал, као што е Партизан, Звезда, Интер, Милано и така. И 2-0 си тепаше Ботев. Ботев, ЦСКА 2:0. Да. Ја играм со хендикеп, бе. Да. Па најави ти минатата емисија. Да, ама ако кажеме ќе играме. А сега за ова емисија, ова се, значи системите на кој двојца ќе се јава, ти ќе ни даеш. Да не игра само фиксни да каже. Ајде видиме дали имаме гледач, еве. Ало? 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 Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сашо е на телефон, второ поголемо. Сашко Абрашев. Второ поголемо. Само да запишем, Сашо Абрашев. Да, второ поголемо. Второ поголемо, прво. Второ поголемо од прво. Сашо, дали сакаш случај така искаш? Дали сакаш од ова, еве система да го разработиш? Ти му го даеме па нека гледа за други недели. Се исклучи. Добро. Саша Абрашев, второ поголемо. Минатата недела имаше. Кога сме кај тоа 65% второ полувреме е поголемо од второ. По статистика гледано. Второ поголемо од прво. Да, обавезно. Да. Зашто помала концентрација е и паѓаат голови поеш. И онда се радуваш кој е 0-0 прво полувреме. Зато после еден гол. Апсујат оние кои играат 2+1. А што е да речеме еве 0-0 кој е? Па се радуваш одна, значи ќе падне еден гол и тоа 1-0 добитник ти. 0-0 полувреме, 0-0 колече, дали еднакво? Не еднакво, нема гол. Значи леваши тоа. Не важи, нема, па нема гол, нема ни еден гол. Добро. Имаше леко ледуби и се јавува 0-0-0. Па нема гол, Рачуна прва еднаква на втора. Не. Значи се рачунат головите. Дали имаме друг гледача линија, режија? Нема. Ѓаровски, да видиме кои се паровите изненадувања за денеска, за овој спортски викенд. Ја ги гледам овие парови кои ти си ги напишал. Тоа е предлог на нашиот гостин Јованче Пилешков. Добро. Значи Ливерпул, Манчестер, еве дали од овие ќе издвоиш? Ја имам други парови. Од овде ќе одвојам само еден пар за услов. А таа еве го пар, еве ги.
Еве ги моите пари. Значи, Тренцин, Тренчин у Словачка, Дунјавска среда кец, Спарта Прага кец, Бенфика двојка, Сент Руден, Белгија 2 кец. Тоа се моите фиксови. Значи, Добре и Вардар Пелистер кец. Вардар Пелистер, Да. тоа е македонски фудбалски Да, лига. да. Може режија, значи уште Вардар Пелистер тип 1. Замисли сега тоа, ако го ставиш овдека, имаш Во овој уште систем. 13 ознака, на 4 комбинации се разработува, ќе кошта 80 денара. Ако погодиш 7 овој од 14, 100% си добит. Браво. Ете, така ја и Коле Зиков сме работеле на ова 2 лета доста. Требаше да ми го дадеш ти броја да го викнеме гости еднаш или Јас заедно. Борев се него, Борев ќе дојде. Да. Сега има Мора него. да воспоставиме контакт, бидејќи еве ти го препорача. Па го препорачам, ја мислам добар дека... твој пријател. Не, Значи, и цар е за системи, он ги прави овие системи, он е математичар. како беше Зиков? Зиков Никола, Никола. Коле од Кочани. Да, ќе се потрудиме да го доведеме Ја ќе го доведам, ексклузивно, ако сакате и двајцата може Ќе дојдеме, да така. направиме една комбинација заеднички гледачите. Сега да види, дојдат. овие ги видовме фиксови. Сега за прохрабрите услов нека тражат. Овие парови нека ја тражат. Слушајте ме добро сега. Шпанија нека ја отворат, нека видат Рајо Ваљекано кец, Гранада кец, Раднички Ниш Војводина кец, сите се по 2 и више коефициент и да тражат и уште еден пар 2 од 4. Значи запамтивте, Рајо Ваљекано 1, Гранада 2 и Раднички Ниш 3 и 4 нека биде Ференцварош МТК кец. 2 од 4 нека тражат. Така. Рио Аве се Тоа е труден. Тоа е 6 комбинации, значи за 20 денара е, тоа нека одиграат. Денеска играт работечки брегалница на преворот е во тек, веќе 20 минути се игра. Што мислиш? Двајца играчи на работечки дојбија црвен картон минатата недела во дуелот со Пелистер беше. Би сакал да е намерно тоа, заради вас. Ја би сакал да е така. Меѓутоа, не секој пат важи тоа правило без стандардни правотинци, некако резервите кога се било тоа да игра и Реал и Барса, не игра Роналдо, меѓутоа резервите се трудат да пружат максимум и вообичаено во такви дуели како основен тим, меѓутоа резервите знаат да завршат голема работа. Да, видите, работнички е по мене најдобар тим во лига, меѓутоа он нема терен свој, сега играте вие практично на неутрален терен. Да, на ФФМ. Играте на ФФМ игралиштето, кај што се припрема репрезентација. Така да ако отишле 150 души од фалангата, имате шанса. Да. Вашата грешка е многу со тренерот прво. Или требаше тотално да му дајате поверење, или да го разрешите после второ. Тоа мислам со Ѓоре Иванов. Да, мој голем пријател со кого сум освајал ја титули у Слога. Али, он е тврдоглав човек. Такива репрезентација направи ги избаци Мицевски и Седловски. Он е и наđe, по него ќе биде или не. Добро, кај нас не беше така. Меѓутоа, ја објективно, ако гледаме, треба да испаднат Тетекс и Хоризонт Турново. Тетекс и сам сака да испадне Турново, а Брегалница и Пелистер гревата да испаднат. Како год бараш да играат, мора да добијат они. Дали играле со Шкупи, дали со било кого. Ево, Брегалница, колку толку кога дојде Драга Христоски после Ѓоровина, се оправи работата. Малку дојде до стабилност, а веќе со доаѓањето на Владко Костов се гледа и кондициски, и игра на средина, вака да играше Брегалница во есенски оддел, многу ќе беше погоре на табелата. Владко Костов е тренер со години у прва лига македонска. Да. Он ги знае фудбалерите. Дали имаме гледач на линија режија? Некого затаја гледачите. Друго што ќе порачаме на гледачите Џаровски, некои специјалитети, некоја нова бомба, еве ти ги каже овие. Бомбите ги кажува Заев, али сега е многу нервозен. Човекот, знаете зашто е нервозен? Затоа што не е више најпопуларен човек у Струмица. Најпопуларен е овој Трајче што пее у звездичките на Гранд парада. Не на Гранд, него на Пинк звездички. На Пинк звездички, да. Така да сега не е ни прв човек ни у Струмица. Синој ќе одве се излече во баражот, ја гледав емисијата Трајче. Беше во бараж, не беше во она прва гарнитура. А нема везе, важно си. Не ги до децето си пее,
Може би и тама некој, ти си во шоу бизнес, Не, може би да ви и тама кажам. има некој намешталки, видики. Како нема? Ето тако. Не, али ние ќе направиме све, рецимо направивме све да не го покрадат Лани Даниел. Даниел уште ги нема земено наградите од факт. Не. Овој пат ќе направиме све да не го покрадат него. Ние нема да му направиме да помогнеме да биде прв, али ќе помогнеме да не го покрадат, сигурно. А сакам тој коментар, еве, минатата недела, ова недела гледав на некој од утринските програми на вие национални телевизии за филм во врска со светското првенство, светското ќе биде на светски. 70 беше Лазар Лечич, тука беше овој глумецот Тони Михајловски, Сашко Коцев. Сашко Коцев, да. Ќе ви кажам една анекдота сега. Овако е малку црн хумор, ама ќе ви кажам. Дали е безобразен само? Не е безобразен, ќе истините е, али е црн хумор за едно семејство и за пола Штипјани. Се деси трагедија, нели, Штипјанец згази човек у овакво, у Шпанија. У Валенсија, да. У Валенсија, тој случајно или случајно се вика Сашко Коцев. И Сашко Коцев иделе две-три девојки, едната за малку не се спаднала, она мислела глумецот Сашко Коцев. Не слушнал, добро. Ти ме Коцев на тоа. Сочувство за фамилија. Да. Зборот ми беше дека одличен филм, јас се сеќавам на тој надпревар, тоа беше во Тиволи халата во Лјубљана, светско првенство 70 година. Она генерација на Иво Данеу, на мисечини Петар Скаси. Ако не се лажам, на тој надпревар Трајко Рајковиќ. Да, и од радост беше падал под кошот, а после 5 месеца, 6 или години дена умре од срцев удар. Значи тоа е имало некој дали шум на срце, важно, убаво се сеќавам го гледав преносот, Трајко Рајковиќ падна под кошот како покосен. Сите мислеа дека еве се лиздал, меѓутоа човекот ми се чини дали Ражнатовиќ или Трајковиќ од тие двајца, ми се чини дека е Не, Ражнатовиќ, после Трајковиќ. Да, Трајко Рајковиќ. Трајко Рајковиќ, да, јас ги... Па да ви кажам, мене кога ме прашуваат, ја кога беше Сплитската афера, кога бев обвинет за 22 утакмици наместени, да бидам објективен, беа 23, Стане Доланц даваше изјава, ја ќе се потрудити да решим Сплитска афера. А ја одговарав у штампа како он ќе се потруди која ја научив од Стане Доланц да местам утакмици. Они ме викаат како. Сега ќе ви кажам како. На таа утакмица, на полувреме, Стане Доланц влага кај судиите у кабина. Ти тој е у централна ложа. Не да че в која утакмица? Па на финале, кога имаме златна медаја. Стане Доланц влага на полувреме со обезбеđenje у кабина кај судиите. Он не влага да ги прашува дали има чисти печка или лимунада или сок или што ја знам, некое освежавајуќе банани или слично, него влезе притисак да прави. Прави притисак и ние тепаме. Да. И ја увек викам сум научил од Стане Доланц. Ми се чини тогаш во финалето ја победе селекцијата на Америка. На Америка. Соединените американски држави. Во секој случај следува добра серија, беше добра и она Монтевидео, Бог те видео, бидејќи Југославија, еве ќе се навратам на 62 година светското првенство во Чиле. Да. Драгостов Шекуларац се во аналите на фудбал, бидејќи Југославија со Дражен Јерковиќ, со Владица Поповиќ, со Драгостов Шекуларац ја победи екипата на репрезентацијата на Уругвај 3-1. Драгостов Шекуларац од уругвајците беше изнесен на теренот. Тоа го има во книгата на Љубомир Ловрич, јас ја имам, Шекуларац со сеја и сенци. Значи тоа во аналите на светскиот фудбал не се памети противнички играчи да го изразе својот првој, бидејќи Шекуларац даде еден гол, а два намести. 3-1 го победи Уругвај како некогаш светски првак. Во Чиле, во Арика, 1962. Да, после Чешка не... Шројф беше прогласен за најдобар, иако сите заслуги ќе беа на Шекуларац. Шројф го избра за најдобар играч, голманот на Чекословачка. Со Масопус, Поплухар, кои беа тие нивните репрезентации. Џаровски, веќе минува терминот порака до Штипјани. Сакаш некој да поздравиш? Една порака. Не, сакам да поздравам, добро, Коле Виков, Укочани и сите кочанчани мои. Гледа целиот Источен регион. Да. Поздравувам у Пробиштип мои пријатели, газата на автобуската станица и у Радовиш хит пријателите кои играат кладионица некоја со мене. Шевки у Радовиш.
А се само едно овакво да имате малку да ме сослушате. Никогаш немојте да верувате на дојави. Јак дојавите сега се кажуваат на 7-8 минути пред утакмица и вика исклучите ги телефоните. Јер така заглави Ацуле. Ова е победа, затоа доживотно ги он 7-8 влага и вика луѓе. Сега више не тешко се прави 1 у 2, 2 у 1. На исток највише пари се зимаат полувреме крај, X полувреме 2 плюс 3 плюс 2 и така зимаат пари. Така ја денеска, односно мислам дека овој викенд една утакмица таква ќе биде у Македонија, не ја кажуваме тоа се. Значи полувреме крај таа да играте што мислите дека ќе биде 1 у 2, 2 у 1, тоа заборавите. Друго, немојте да играте супер типови, jer on ви дава вас практично ве наведува да поред тој супер тип или ќари више у некој кладионици пишува да додајате уште 4-5 пара од билтен, он ве наведува. Играјте 4 пара и услов ако балате од овие системи, онда ќе добиете сигурно, верујте ми. Ете така, и друго да ви кажам. Немојте да верувате све медиумите што пишуваат. Гледајте на некои интернет страници. Затоа што они намерно, или ако дојде некој, да кажеме у кладилница, имаат луѓето своји луѓе, дојде и вика на глас, дава 200 евра или што ја знам денари, колку, и вика, играм, ево ја вчера земав така 150 евра. На глас мангу педен, ама гледам дека нагласакот му е не македонски. Јас сум 5000 концерти правил у Југославија. И вика, ставите, моли вас, Осијек Риека 1. И ја му викам на детево што ме вози, тури 3000 денара, Осијек Риека 1X. А X беше 0-0, мислеќи. Знаe зашто? Затоа што 1X беше 2 коефициент. Ако е Риека, да, ништо не стора останува секако, меѓутоа може да игра за Истра. Да, баш видов 0-0 завршите. Не, 0-0 заврши. Ѓаровски не ми останува ништо друго, освен да се заблагодарам. Благодарам на уште едно присуство. Со ова ја продолжуваме со работката. Еве си постои во емисијата Ѓаро Тип и баш мило вака пред Штипјари, пред целиот истоки регион да се видиме во живо. Живо ќе се гледаме увек, не е проблем, не е проблем. И Зегин ќе ја доведеме тука, ќе дели награди како. Нема проблем, еве ние соработуваме. Он е се у Врање, отвара аптека, отвори 20 аптеки у Белград, 30 во Војводина и вчера у Врање отвори. Јас ти благодарам на присуството. И ја, сите Штипјани, драги се гледаме, сега ќе ме водите ваѓа на Пастермајлија, ако имам триглицериди и овако, и холестерол. Не е битно важно, докторот е тука до тебе. Докторот е до мене, да. Вил Хил, играјте у Вил Хил е најсигурен, сите квоти цел свет ги зима од Вил Хил. Да. Вил Хил е легенда што се збори у кладионичарски. Драги гледачи, еве со ова привршуваме и со 23-тото издание на емисијата Тип 102, во која што ексклузивни гости беа Јованче Пелешков и Велибор Ѓаровски. Ѓаро, јас си благодарам на учеството. Останете со здравје, поздрав од мене, драги Герасима Пушка, Трајче Андонов, Гора Христовски Кичов, Трајче Малинов Ќордаш, Виктор Михайловски, Дарко Донев, Теодор Косакатов. Останете со здравје, уживајте во програмите на Ирис телевизија. Се гледаме следната сабота во 13 часот и 30 минути. Пријатно. Поздрави од мене, зафалјајте се, гледате на мира Барселона Реал и Вардар и Висла Плок и премда не сум баш сигурен дека ќе пројде Вардар. Нека да куцнем у дрво, да бидам, дај Боже, да не прогнозирам. Добро, ама ќе видим. Поздрав Штипјани, чао, поздрав Источна Македонија. Пријатно. Да, Вил Хил и Зеген стално. Поздрав. Athlete.